Владо Илиевски, кој што имавте прилика да го слушнете предходните пати, тој зборуваше лично самиот, меѓутоа тој има напишано еден подолг текст кој што исто има и форма на едно обраќање и на повик и на една поширока аргументација, дури историски преглед на причините, а зошто сега ние кои што се наоѓаме тука го правиме ова што го правиме и понатаму како да продолжиме во оваа ситуација и по која на отргнатите простори отимачите сега го владеат асимилираниот, преименуваниот македонски робован народ. Таква робовска им е судбината на нашинците под сите окупаторски непријателски власти. Со капитулантскиот договор Грците ни ја отимаат сувереноста, независноста, еднаквата рамноправност, правото на самоопределба, самоименување, обединување, враќање на милениумските родни огништа, правото на обештетување за уништеното, оштетеното, изнесеното и право на поврат од сите на отнатото, присвоеното и набавеното, купеното од посвојувачи, крадци, узурпатори, окупатори, распродавачи. Поради што е и ова што отскоро не снајде, те изгубивме се со преименувањето. Капитулантските договори со ненаситните ни соседи. Ние, кои досега живееме во суверена, независна, социјална, солидарна, сожителна, самоуправна Република Македонија, на ослободеното парче земја од семакедонската целост, сме распродадени од изродите ни узурпатори и не очекуваат истите судбини како на нашинците кои стенкаат по тугите јарени. Сега ќе заклучиме. Етнонационален македонски народе. Ти си предаден и распродаден од твоите изроди и узурпатори. Ти си најзагрозениот и тотално обезвластениот. Твојот идентитет, твојот личен и колективен македонски суверенитет, твоите човекови права на обединетост, неповредлива целост, спокој, мирен развој, слобода, соживот, неоценувачка и непопречувачка благовремена соодветна солидарност, еднаква рамноправност, државност, свој јазик и писмо, своја култура, уметност, наука, забава, рекреација, спорт, историја, самоуправна власт, право на неповредливост, на твоите, нашите своји цивилизацијски традиции. Сегашната власт е намесничка, ја практикуваат петоколонаши, фалсификатори, изроди, манипуланти, силеџи, уценувачи, манијаци, киднапери, криминалци од секој можен вид, шверцери, сепаратисти, убици, велепредавници, узурпатори, отимачи, крадци, распродавачи, окупатори, фашисти, империјалисти, крвопијци и три точки. Еве и од изборната комисија како последна главна власт си повикан со противприроден оглас да гласаш за да ја преземеш одговорноста за сочинетиот капитулантски договор наметнат од Грција. Генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации и Советот за безбедност, посебно САД, ЕУ, НАТО. Тие гробарите се помамници, узурпатори, окупатори, злонамерници, измамници, крвопијци, кои веќе ти ја ископале бездната и те повикале на масовен крос да со залет влеташ во бездната. Гробарите кои те насочиле знаат каде е бездната и ќе ја заобиколат, а ти кој не ја гледаш, влетуваш и се што досега си имал, живот, здравје, мир, спокој, сувереност,
господар на себе и се свое, тие ти го одзеле и разпродале без да те допрашаат, без да те заштитат, осигураат, обезбедат. Напротив, покрај без сето тоа ова необходно, те направија грчки роб и роб на се светските крвопијци. Тие анархолиберали, узурпатори, киднапери, силеđи, фасисти, уценувачи, терористи, ограбувачи, уништувачи, сега веднаш, како по фалсификување на собраниските, локалните и референдумските, најверојатно и на предстојните председателски и локални избори, за нив негативните гласови ќе ги фалсификуваат, ќе ги применат капитулантските договори што ги склучија со алчните ни инсталирани, насадени соседи од поголемите империи на од нас сосила отнати делови од нашата милениумска етнонационална македонска целост. А нас и нашите сонародници веќе како своји робови ќе не третираат и манипулираат како им одговара. Ќе ни ги уфрлат и преселниците кои не им се допаднале. Ќе им дадат наши работни места, домови и имоти. А ние, спрема одредбите на договорите и спогодбите помеѓу нашите зелени изроди, криминалци, велепредавници, распродавачи, швирцери, фалсификатори и алчните злонамерни соседи и подржувачите им не направија прогласија за нивни робови, веќе не ќе имаме право ни да зуцнеме. Уценувањата и понижувањата ќе продолжат со денационализаторства, како на кој окупатор ќе му требаме. Со промена на името ќе ни го менуваат идентитетот и со тоа ќе ни го присвојуваат сето наше милениумско, позитивно, корисно минато, без да не обештетуваат, а после сите можни изживувања врз нас ќе не принудуваат да почнеме се од почеток, како нова нација под име кое тие ни го одбрале, наметнале. Затоа, не оди кај нив да ги официализираш и да им го правиш кефот со давање глас на крвопијците. Бойкотирај ги злонамерниците активно и пасивно во секаде и секогаш, додека можеш да ги излудуваш. Значи, вака, јас морам да кажам дека ова навистина е во еден здив, значи, изнесено од душата на Владо Илиевски. Јас така исто го прочитав и ова се насмеа, зашто навистина ова што го препорачува, бойкотирај ги злонамерниците активно и пасивно, значи на секој можен начин. Значи во тоа е силата на народот на кој што ова му го спремија. Еве еден аплауз, да, од сите од срце.